По топлото и сончево време и предпладне Кочанската котлина околу 14 часот и 40 минути ја запати силно невреме проследено со ветер, дожд и град. Меќавата, која како да дојде од никаде, наеднаш ја замагли Кочанската котлина, како да наешло некакво торнадо. По улиците протекоа улици од порои, а ветерот откорна неколку дрвја и стебла, кои за одредено време го попречија сообраќајот. Причината е материјална штета на најмалку 3 возила, а едно лице е полесно повредено во возило врз кое паднало откорнато дрво. Па беше големо невреме и јас се движев со моето возило нагоре на брана што е градче. Веднаш почна да паѓаат дрва и само по едно време се слуша некој јак звук, че некој дрво падна врз мене. Колата гледам дека е максимално уништена. Има скршени стакла, покрилот е скршен, напред нели ова моторот. Гледам дека има и други возила. Се покршени. За секунда гледах од дома. Ветер силен имаше и толку секунда беше бутна во дрвото. Среќа што во тај момент немаше, имаше оваа улица е многу прометна, во тај момент ни на кола не помина. Едно дрво оштетило возило на паркингот кај трговски центар, друго кај училиштето Свети Кирил и Методи, каде се скинети електрични и телефонски кабли, а трето кај детската градинка во близина на градскиот пазар. Одитната медицинска помош вела дека немало повеќе за интервенции или повредени од невремето. Противпожарната служба интервенираше на неколку дојави, но главно поради откорнати дрвја. Брзо и ефикасно реагираше и комуналното јавно претпријатие Водовод, кој ги отстрани откорнатите дрвја и стебла. Во полициската станица во Кочани вела дека нема други посериозни проблеми поради невремето, но истовремено апелираа до граѓаните соодветно да се заштитат во вакви и слични непогоди и да ги преземат сите мерки за заштита на домовите и имотот. За сега нема информации какви последици оставило зад себе невремето во Ридско-планинскиот реон, каде можеа да се видат атмосферски празнења и силни врнежи.